Се надевам дека ќе имаме успешна и плодна соработка, дека Општинската организација во Велес и вие како членови и симпатизери на Граѓанската опција за Македонија ќе работите во слога и дека ова ќе биде едно ваше навистина достоинствено членување во една политичка партија во која што над се и пред се ќе се развиваат другарските односи, другарувањето, помошта меѓу едни на други и она што е најбитно да се води сметка за слухот и за потребите на граѓаните на Велес. Јас се надевам дека сите наши членови што се избрани во ова раководство ќе имаат токму такво чувство за потребите на граѓаните на Велес, затоа што само партија и само раководство кое што води сметка за граѓаните, за тоа како размислува работникот, како размислува рударот, како размислува оној што проси на улица, оној што е невработен, и докторот, и инженерот, и академикот, и професорот, само таа партија може да се каже дека е блиска до народот, само таква партија ќе може на најсоодветен начин да ги артикулира потребите на граѓаните и после тоа нормално да продуцира соодветна програма која што ќе биде блиска до граѓаните, и таква програма и таква партија нема теоретска шанса да не биде блиска до граѓаните и да нема резултати на наредните избори. Јас сум длабоко убеден дека ова раководство во Велес ќе биде токму такво. Да се бориме да влеземе во власта. Тоа е целта на политичкото делување, а не да бидеме опозиција. Таква намера ние немаме. Ние сметаме дека треба да се направи разлика и дека нашата цел е само да зголемиме политичката понуда во Република Македонија. Гром се залага за дескопјанизација на Македонија, за рамномерен економски развој. Гром смета дека сите граѓани во сите делови на Република Македонија треба да имаат барем приближно исти услови за живот, стопанистување, за културен и општествен развој. Ние сметаме дека и образованието, и културата, и спортот, и инфраструктурата, и услови за вработување, дечја заштита и така натаму во сите делови на Македонија треба да биде барем приближно исто. И ние сме против овие огромни капитални инвестиции да се истоварат на 1 квадратен километар во центарот на Скопје, а останатите градови во Република Македонија да живеат во мизерија. Сметаме дека е неодговорно од нас како лица кои што ја водиме оваа држава да водиме ваква неодговорна енергетска политика. Оваа држава нити инвестира во нови енергетски капацитети, ниту инвестира во алтернативни извори на енергија, нити инвестира во обновливи извори на енергија, нити пак се потикнува да се штеди енергија, односно да се зголеми енергетската ефикасност. Таа е многу битна компонента од животот, затоа што мораме да се запрашаме како ќе се развива Република Македонија ако е вака енергетски зависна. Сметаме дека единствената политика во земјоделието не може да биде стимулациите и дотациите. Нив треба да ги има, но треба да ги земат вистинските земјоделци, но уште побитна работа е да се свати дека во Македонија 80% од земјоделските површини не се под вода, зависат од Господ. Значи, ние мора да градиме инфраструктура во земјоделието. Сакам да ве уверам дека ќе одиме сами на избори, ќе одиме евентуално со две помали политички партии. Сметаме дека ќе имаме доволно сила за да Гром си освои доволно пратенички мандати за да биде парламентарна партија и за да може да биде дел од власта во Република Македонија.